Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро и утро од студиото на радио Гласна надежта од Кавадарци. Сречен поздрав до сите вас кои и денеска ќе бидете со нас во овој прв ден во ова работна седмица. Денеска сме понеделник 21. ноември 2022 година. Што се однесува до времето, денеска во Кавадарци осамна променливо облачно време, релативно топло, плюс 14 степени. Така и во останатите делови на нашата земја. Ран утрово беше малку посвежо, во Кавадарци беше 11 степени, ќе се искачи температурата до 15, во Гевгилискиот регион од 12 до 16, во Беровскиот регион од 9 до 11, Команово ќе биде променливо облачно од 9 до 11, Скопје ќе има исто така релативно добра температура до 12 степени, најсвежо ќе биде во западните делови на нашата земја, во Дебарскиот регион од 4 до 7 степени и во Охрид од 7 до 12, врнежливо, во Пелагонија од 8 до 13. Што се однесува до временската прогноза, таа гласи дека ќе имаме променливо облачно време со локални врнежи од дожд. Попладне на повеќе места со сончеви периоди ќе дува умерен на места засилен ветер од западен и северозападен правец. Во Скопје променливо облачно, предпладне со повремен дожд, а попладне со сончеви периоди ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Така да, еве, почитувани пријатели, денеска се очекува врнежи од дожд во нашата земја. Слично ќе биде времето и утре, значи со слични температури од -2 до од крајните западни делови до +3 во Гевгелискиот регион, утринските температури, а дневните ќе се искачат до 15 степени. Исто така ќе биде променливо облачно, попладне и во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд. Ќе дува умерен ветер во источните делови, засилен ветер од југозападен правец. Тоа е прогнозата за утре, а за останатите денови ќе биде, према ова што го гледам овде, што не информират од Управата за метеоролошки работи од Скопје, ќе биде слична температура или температури. Значи, во наредните денови очекувајте променливо облачно време со врнежи од дожд. Толку за временската прогноза. Денеска во Кавадарци, според мерната станица, воздухот е релативно или делумно загаден. Бидејќи наутро се ложи, така да, еве, воздухот денеска утрово фактички е делумно загаден. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, ти информира дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено со или по влажни коловози, бидејќи синоќа имаше врнежи од дожд. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Напоменувам дека од 15. ноември сите возачи кои имаат своји автомобили обавезно треба да имаат синџири за снег, така да ставите ги синџирите во вашите автомобили за да не бидете казнети. Значи, тоа е законска обврска од 15. ноември до 15. март 2023 година. Денеска би споменале во ова наша утринска програма за некои настани кои се случили на денешен ден, 21. ноември, да малце ја поминеме историјата што се случило во минатите години на денешен ден. Еве имам овде една информација дека 1694 година во Париз е роден Франсоа Волтер, француски писател, историчар и филозоф. Тој бил представителен
и во вистинска смисла на зборот еден од најслободно умните луѓе на тогашна Европа. Голем противник на мрачниот период на црквата и клерикализмот. Иако не бил атеист, негово најпознато дело е филозофско-дидактичкиот роман Кандид. Напишал и неколку епопеи, историски дела, трагедии и комедии. Починал во Париз на 30. мај 1778 година. Еве нешто од Македонија. 1875 година во селото Русиново, Беровско, е роден Никола Петров Русински, истакната личност од националната историја на македонскиот народ, социјалист и револуционер, близок соработник на Гоце Делчев, Васил Главинов и на други видни македонски револуционери. Умрел во родното село Русиново на 14. февруари 1943 година. 1930 година на денешен ден, по одлука на председателот на Соединетите Американски држави Франклин Рузвелт, да се воспостават дипломатски односи со Советскиот сојуз, првиот американски амбасадор во Москва бил Кристијан Булит, стапил на должност. Тоа се случило, значи, на денешен ден 1933 година. Гледам уште некои информации што сакам да ви ги пренесам. 1995 година во американскиот град Дејтон била парафирана спогодбата за крај на граѓанската војна во Босна и Херцеговина. Верам дека тоа на повозрасните им е свежо во сеќавање дека тоа се случи токму ова година. 1995 година на денешен ден. 2006 година на денешен ден Британија забранила рекламирање на нездравите прехранбени производи наменети за децата, со што телевизиските програми биле отстранети рекламите на солените, пресолените и мрсните јадења. Преземање се мерки, значи, према оние кои не ја почитувале ова одлука. И биле казнети многу телевизиски канали кои се уште ги рекламирале таквите производи. 2006 година на денешен ден во рудникот за јаглен Халембо на југот на Полска, во местото Руда Шлјонска, еден од најстарите рудници за јаглен во Полска, загинале 23 рудари. Експлозијата на метан се случила на нешто повеќе од 1000 метри длабочина. Во 2003 година повеќе од 80 рудари загинале во рудниците во Полска. Тоа е навистина жалосно што многу луѓе гинат доле во длабочината на земјата, се појавува метан и доаѓа до експлозија. Еве, тоа беа неколку важни настани што ги споделив со вас, почитувани гледачи, во врска со историјата што се случило на денешен ден. Значи, одиме понатаму со нашата програма. Уште еднаш да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска програма на Радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Одиме сега со песна. Ночь над гором Маслинском je pala, potok Kedron protiče kroz gaj, bledi mesec skriva se za oblak, sve su zvezde sakrile svoj sjaj. Bledi mesec skriva se za oblak, sve
su zvezde sakrile svoj sjaj. Zašto tužna Maslinska je gora? Zašto drhti sad u noći tvoj? O ne pitaj, nego suze roni, s lica spasa teče krvav znoj. O ne pitaj, nego suze roni, s lica spasa teče krvav znoj. Duša mu je žalosna do smrti, srce tišti neizmeranja. Ko će sad da Božjeg Sina teši u svom bolu napušten je sad? Ko će sad da Božjeg Sina teši u svom bolu napušten je sad? Ne, o Hriste, ja te neću nikad u životu ostaviti svom. Tebi dajem svoje srce celom, tebi hitam, tebi u svoj dom. Tebi dajem svoje srce celom, tebi hitam, tebi u svoj dom. Се враќаме повторно во емисија, почитувани гледачи, следува рубриката Читање од Библијата. Ние го читаме Псалмот 22 за денеска, ќе го поделиме во два дела, бидејќи е подолг, така да ќе имаме некаде околу 15 текстови што ќе ги прочитам во рамките на оваа рубрика. Насловот е Страдањата и надежите на праведникот. Боже мој, зошто ме остави? Далеко си да ме спасиш, моето овкање не го слушаш. Ах, Боже мој, викам дење, но не ми се одзвиваш. Викам ноќе, но не ми праќаш утеха. Сепак, ти си зацарениот светија, ти си славата на Израел. Во тебе се надева нашите татковци, се надева и ти ги избави. Тебе те призива и се спасува, во тебе верува и не се разочара. А јас сум црв, а не човек, подсмев за луѓето, презир за народот. Ми се подбиваат сите што ме гледаат, ме навредуваат и главите ги нишаат. На Господа се надева, Господ нека го спаси, нека го избави штом толку го љуби. Сепак, ти си тој што од утробата ме извади и вера во тебе ми всади уште на мајчините гради. На тебе сум посветен уште од раѓањето, од утробата на мајка ми ти си мојот Бог. Не стој далеко од мене, зашто неволјата иде, а нема кој да ми помогне. Многобројни бикови ме опколуваат,
Силни башански бикови ме обиколуваат. Разрикани лавови, пленот што го кинаат, против мене уста отвараат. Разлијан сум како вода, сите коски ми се изместени, срцето како восок ми стана, се истопи во моите гради. Снагата како цигла ми се исуши, јазикот за непцето ми се залепи, како мртовец во правта ти ме фрли. Еве, тоа се тие 15 стихови, ќе продолжиме во следната емисија со читање на останатите текстови. Меѓутоа овде, почитувани пријатели, драги гледачи, Давид ги искажува своите чувства во своето срце, во својата душа што ги имал. Страдањата и надежите на праведникот, така тој дал заглав или наслов на овој негов 22 псалом. Боже мој, зошто ме остави? Ова реченица ја кажал Исус Христос кога бил на крстот и пред да умре, исто така тој ги изговорил овие зборови. Боже мој, зошто ме остави? Пред Исуса постоела Голгота, крстот и смртта. Тој знаел што го очекува и во тие моменти пред да умре, тој својот живот го предава во рацете на Отецот. Ние знаеме дека Господ не го оставил, туку тој морал сам да ја испие чашата, односно да ги поднесе тие тешки моменти, зашто со неговата смрт тој ќе го откупи човештвото, тебе и мене, за да ни донесе ослободување од канџите на грајот и на сатаната и да ни даде спасение. И затоа Исус починал, умрел, но после 3 дена, вели Библијата, воскреснал и на тој начин ја победил она вечната смрт од која тој не избавил. И Давид, еве тоа го чувствува во својата душа. Далеку си да ме спасиш, моето овкање не го слушаш. Секако Господ не бил далеко, тој е тука поред нас, постојано. Меѓутоа, проблемите толку биле силни во животот на Давида, што како да имал чувство да го Господ заборавил. Ах, Боже мој, викам дење, но не ми се одзвиваш. Викам ноќе, но не ми праќаш утеха. Да, понекош и така и ние можеби се чувствуваме дека сме оставени, дека сме занемарени, дека Бог не води грижа за нас, но сепак Бог е секојаш поред нас. Исус ветил своје ветување таму во Матеј 28 глава, последните стихи, кај што вели: јас сум со вас до крајот на векот, до крајот на светот. И денеска истиот Бог е со нас, тој не се менува. Меѓутоа, се уште сме ние овде на оваа грешна планета, кај што сатаната на жалост доминира со своето зло, но наскоро, вели Библијата, ќе му дојде крајот. Еве, тоа беше поракава од Псалмот 22. Одиме повторно со песна, почитувани гледачи. Moja ta duša
ке заминам во својот вечен дом. Со понизнос и почит ке го сретнам и восхитен ке шепнам Боже мој. Мојата душа пеша тебе, мој силен Бог, мој силен Бог. Мојата душа пеша тебе, мој силен Бог, мој силен Бог. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежда, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ова емисија е Добро утро и затоа уште еднаш добро утро до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата програма. Следува рубриката Вести од светот или од Македонија. И денешните вести ни доаѓаат од Република Вануату. Тоа е острвска држава која се наоѓа во Океанија или 1750 километри источно од Австралија. Денеска своето искуство ќе ни го раскаже Дама Туи. Тој човек кој навистина има убаво искуство и сакам да го споделам со сите вас. Дама Туи и Стелин имале необичен договор во врска со богослужението. Секоја сабота Стелин одела во Адвентистичка црква со нивните 3 сина на островот Ефате во јужно-пацифичката држава Вануату. Секоја недела Дама Туи одел во својата црква каде што бил старешина. Овој брачен пар никогаш не одел заедно во црква. Дома никогаш не зборувале за религијата. Секој разговор за Библијата би довел до расправи. Значи, оделе во различити цркви. Овој пар бил задоволен од нивниот аранжман. Стелин имала желба во низиното срце Дама Туи да и се придружи на Адвентистичката црква. Секојаш кога црквата организирала некои предавања или некое посебно богослужение, таа го повикувала да дојде со неја и со децата. Секојдневно таа искрено му се молила на Бога да му ја покаже на сопругот вистината за саботата која ја запознала читајќи ја Библијата. Еден ден дознала дека Адвентистичката мисија на Вануату организира семинар за брачни парови и го поканила и својот сопруг. Дама Туи дошол на семинарот користејќи го настанот за да го обнови својот брачен завет пред Бога. Односите во нивниот брак се подобриле по овој семинар, а срцето на Стелин се исполнило со надеж. Чувствувала дека Бог чекор по чекор го води низиниот сопруг. Следната година мисијата на Вануату организирала семинар за мажи, а локалниот црковен старешина го поканил Дама Туи да присуствува на овој семинар. Тој првично се двоумил дали да ја прифати поканата да присуствува на едноделниот семинар на друг остров што се одржувал во главната сала на Адвентистичката академија Аора. Старешината на црквата повторно дошол да му го предаде авионскиот билет на Дама Туи за да лета на другиот остров. Дама Туи бил изненаден од овој дарежлив подарок. Додека учествувал на семинарот на островот Санто, неговата сопруга била дома со децата и се молела на Бога да го допре срцето на низиниот сопруг. Кога завршил семинарот, Дама Туи се вратил дома исполнет со мноштво информации што ги научил на семинарот. Поминало некое време, а мисијата на Вануату организирала серија евангелски предавања што се имитирале на телевизискиот канал Надеж. Црквата на Стелин била меѓу локалните зеници од каде што можеле да се следи оваа тринеделна мисионерска програма. Од Дама Туи, кој поседува автобус, било побарано да ги одведе луѓето до црква.
Тој верно ги превезувал луѓето секоја вечер во првите 2 седмици, но не останувал на црковната програма. За време на последната седмица тој решил да дојде да слуша. Проповедникот упатил повик за крштевање и овој повик го допрел неговото срце. Таа вечер решил да се крсти. Во петок попладне тој отишол кај пасторот во својата црква, информирајќи го дека сака да се приклучи на христијанската адвентистичка црква. Во сабота наутро Даматуи се крстил заедно со 10 други луѓе. Стелин била најсрекната личност на крштевањето и нивните синови биле радосни. Црковните водачи од неговата претходна црква не биле задоволни со оваа одлука, бидејќи тој припагал во една друга христијанска заедница. Тие се обиделе да го убедат да се врати, но тој одбил, велејќи им дека е нашол вистинската Божја црква. Денес Даматуи е помошник старешина во единствената адвентистичка црква во неговото село Еракор. Малата селска црква забрзано расте, размислувајќи за неопходното проширување. Гледајќи наназад на мојот живот, сватив дека ја донесов една од најдобрите одлуки во мојот живот, не само за себе, туку и за сите членови на моето семејство. Еве тоа е искуството на овој човек, почитувани гледачи, кој навистина имал отпор во почетокот да ја прифати вистината, да стори завет со Бога. Неговата сопруга припагала во адвентистичката црква во тоа село, меѓутоа ете бил повикуван на разни предавања, најпосле Бог целосно му се открил и тој ја прифатил вистината и сторил завет со Господа како возрастен човек. Значи, Бог бара и денеска од нас да се крстиме возрастни. Ако сме биле крстени како деца, тоа нема никаква полза, нема никаква корист, никакво значење за нас, бидејќи сме биле деца, а децата, знаеме, се невини, немаат сторено такви греови како еден возрастен човек, но сепак овој човек, значи, Даматуи го прифатил Христа и направил завет со Господа на радост на целото семејство и на верниците. Еве една информација во врска со мисионските факти за ова место. Првите мисионери кои пристигнале во Вануату дошле во местото Атчин во 1913 година. Наскоро морале да го напуштат ова место, бидејќи на блискиот остров били убиени и изедени 7 мисионери христијани. Властите под британската круна испратиле еден воен гарнизон кој подосна бил поразен во судирот со домородните канибали, а заробените и ранетите англиски војници биле изедени. Мисионерот Калвин Паркер посредувал меѓу завојуваните страни. Тешко било во минатото да продре Евангелието, таа радосна вест за Христа во многу земји во светот, посебно во тие диви племиња, како овде што биле канибалите кои ги убивале своите непријатели и ги јаделе. Но ете, и на ова острово, и во ова место дошол првиот адвентист, првиот христијанин адвентист 1913 година и така полека се проширила веста за Исуса Христа. Еве англичаните испратиле своја војска кои биле убиени или биле заробени и Калвин Паркер посредувал за да се ослободат заробените војници. Еве тоа беа вестите од светот. Ова информација, ова искуство, верувам, не охрабри сите нас да го следиме и ние денеска Исуса Христа. Одиме повторно со песна. Портокал, банана, лимун, ананас и калинки, црно-бело грозје, сливи и лубеници, смокви, цреши, вишни, дињи,
mudri slivi, praski kruši jabolki, dunja kosten dudinki i šumski jagodki. Kikiriki bademi, lešnici i orevi, koliko sakam jazda jadam, sočni plodovi. Vkusovi mirisi, sve toliko zanesno, sve pak životom si teče, sve miljivo, ima jeden plod, što god dava Bog, oci te plodovi, to je sepak najgolem, plodotna duhot svet, nosi miris životem, ljubav i vernost, kratost i radost, strpljivost, vozdržljivost, predanost i blagost. Oci te plodovi, to je sepak najgolem, plodotna duhot svet, nosi miris životem, ljubav i vernost, kratost i radost, strpljivost, vozdržljivost, predanost i blagost. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма. Поздрав до Риека, имаме гледач кој не поздравува од Хрватска Риека. Имаме гледачи од Германија, од Словенија, секако од Македонија, Србија, Австралија, Америка и многу други земји кои ја следат во живо или директно нашата програма. Ова емисија се снима и може да ја погледнете подоцна на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што се поставени и сите претходни емисии. Следува рубриката Кратка тема од Библијата. Насловот е Прв чекор кон врвот. Зад секој врв обично стои друг, многу повисок врв, но секој не сака да се качува. Мнозина пронаоѓаат некоја цврста карпа и се сместуваат тука. Во секое предпријатие што напредува, патот секогаш води напред и угоре. Првиот знак за запирање се појавува тогаш кога некој ќе се задоволи со постоечката состојба и не се обидува ништо да промени или да стори нешто друго. Нема ништо лошо во негувањето на здраво почитување на нечии способности, меѓутоа дури иако некој има способности да заземе висока положба, но ако него користи целокупниот талент и сила за извршување на поставените задачи, таквиот може да ги уништи сите своји шанси да добие признание и награда. Меѓу големата задача што не можеме да извршиме и она малечката што не сакаме да извршиме, се крие опасност ништо да не
сториме. Повеќето луѓе мислат дека постои огромна разлика во способностите и талентите меѓу некого што се занимава со обични работи и оној што постигнал врв. Во секој случај тоа не е секогаш вистина. Да се стори само малку подобро од просекот на животот е доволно некој да се истакне. Луѓето не постигнуваат успех само со тоа што се двојно поинтелигентни или двојно поспособни од другите. Ако човекот успее да додаде само малку повеќе кон она што веќе го има, тоа може да го доведе на прво место. Во еден интервју со директорот на едно големо градежно предпријатие, новинарот прашал: "Сум слушнал дека сте почнале како ѕидар. Како сте тргнале кон врвот?" Директорот концизно одговорил: "Сакав да бидам добар цидар." Овој одговор ја содржи основната вистина. Мораме да почнеме тамо каде што се наоѓаме и да се обидеме најдобро да го искористиме, односно да ги искористиме сите постојни околности. Веројатно сте слушнале за индиската легенда за малечкиот жолт цвет што растутел во една градина. Тој цвети само една сезона и потоа овенува. Кога еден посетител влегол во оваа градина, читаме во приказката, од сите страни слушал само желби. Мангото рекло дека набрго би сакало да биде кокосова палма. Зошто? Затоа што сето дрво на палмата е корисно, плодот, лисјата, гранките и стеблото. Меѓутоа, кокосовата палма му завидувала на мангото, затоа што неговиот плод се извезува во Индија за скапи пари. Сите билки биле љубоморни едни на други. Секој од нив мислела дека другата билка дала поголем придонес и добила повеќе. Окото на посетителот, што слушал само желби, се запрело на еден малечок жолт цвет кој радосно цутел на своето ќоше. Се наведнал и го прашал: "Зошто и ти не се жалиш како и другите?" Цветот одговорил: "Ја посматрав кокосовата палма и им завидував на лисијата што треперија на ветерот. Посакав да донесувам прекрасни, сочни плодови како мангото, но тогаш си помислив дека ако Бог сакал да бидам како кокосовата палма или мангото, тој би можел тоа и да го стори. Сакал да бидам малечок, жолт цвет, па затоа сакам да бидам најдобар малечок жолт цвет што кога и да е постоел." Вистина, какви желби имат луѓето. Ова е секако замислена приказна со цветовите и секој посакал да биде како другиот подобар. Меѓутоа, овој жолт цвет бил задоволен онака како што Господ го создал. Ако го негуваме ставот на малечкиот жолт цвет, тогаш ќе бидеме подготвени да учиме од своето искуство, од книги и од другите луѓе. Само мрзливците и надоените мислат дека знаат се. Во животот секогаш можеме нешто да научиме дури и од наједноставните луѓе. Еден ден еден голем камион се заглавил под мошне низок надвозник. Сиот сообраќај застанал додека возачот се обидувал да се врати назад или да помине под мостот. Сообраќајната полиција и многу искусни луѓе се обидувале да го решат овој проблем. Но колку повеќе се труделе да го покренат камионот, се повеќе заглавувал. Најпосле решиле да го пресечат горниот дел на возилото. Отишле по потребниот алат. Додека се случувало сето тоа, едно малечко момче стоело во близината и се обидувало нешто да им каже на луѓето. Но тие само го турнале на страна, а еден строго му рекол да се тргне од патот. Во еден последен, речиси очајен обид, повикало колку што можело силно: "Еј, зошто не ги испуштите, односно не го испуштите воздухот од гумите?" Луѓето застанале, погледнале кон врвот на камионот, а потоа долу кон огромните гуми. Тој предлог би можел да се претвори во решение. И тоа навистина би било решение. Неколку минути подосна камионот бил ослободен, а потоа станал проводен. Кој го решил проблемот? Луѓето со искуство? Не, тоа го сторило малечкото момче, што не се притиснувало да стори нешто друго, сосема наспротивен начин. Ете, го послушале ова момче, кога гумите ги испуштиле воздухот, камионот се спуштил надолу и можел безбедно да помине. Еве, тоа беше кратката порака, почитувани пријатели, за ова утро. Значи,
да се стремиме постојано кон врвот. Може би нема се да успееме во животот, но да имаме цели во нашиот живот. Па еве и овој ден, понеделнички ден, првиот ден во седмицата работен, да поставиме цели во нашата служба, во нашата работа, а Господ секако ќе ни даде сила да тоа го и оствариме. Одиме сега уште со една песна, потоа ќе одиме полека да ја одјавиме нашата емисија, односно да ви презентирам нова книга која сакам да ви ја покажам. Секако тоа ќе оди после песната што ќе ја слушнеме. Kada svane jutro novo, moliš li se ti? I kad iz svog doma pođeš, da na putu dobro prođeš, moliš li se ti? Molitva je puno mira, kroz sve što će tvoje sve. Ona Božje srce bira, zato moli se. Kad ti oblak nebo mudi, moliš li se ti? Kada srcu pomoć treba, mili hrabro sila s neba, moliš li se ti? Molitva je puno mira, kroz sve što će tvoje sve. Ona Božje srce bira, zato moli se. Kada pravi savjet tražiš, moliš li se ti? Kad te strah i briga mori, kad se srce zlijevo mori, moliš li se ti? Molitva je puno mira, kroz sve što će tvoje sve. Ona Božje srce bira, zato moli se. Molitva je puno mira, kroz sve što će tvoje sve. Ona Božje srce bira, zato moli se. Сакам да ви ја рекламирам во овој миг, почитувани гледачи, книгата Буди дрво, а не димњак, или Биди дрво, а не оџак, од професорот Мирослав Пуич. Книгата е бесплатна, така да на српски јазик е секако, и вие кои сакате да читате, слободно јавите ни се во нашата редакција, ние ќе ви испратиме на ваша домашна адреса. Книгата е, значи, бесплатна, многу интересна, јас сум ја прочитал, има многу интересна содржина, така да, доколку сакате, а сте љубители на добра книга, еве, ово утро ви ја нудиме бесплатно книгата Буди дрво, а не димњак. А вие доколку сакате да изучувате и Библијата, ви нудиме бесплатна дописна библиска школа, библијата зборова.мк. Сега ќе видиме рекламата, значи слободно може да отидете на интернет, да запишете библијата зборова.мк и тамо ќе влезете во онлайн дописната библиска школа која ви нуди интересни четива, интересно проучување, без обврски, не мора да одите во пошта, не мора да праќате писма, се ви стигнува на вашата домашна адреса, на вашиот мејл
и може да ја изучувате Библијата на еден интересен начин. Да ја видиме сега и рекламата на дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на оваа наша денешна утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ми простанува да ве поздравам сите вас кои не следевте денеска, кои сте редовно со нас, па и вие кои можеби повремено се вклучувате и ја следите нашата програма на радио Глас на надежта. Посакувам благословена и успешна работна седмица. Нека Господ не чува сите нас и нека не води во нашите секојдневни активности. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, се видиме повторно во петок во исто време на исто ова место на Facebook страната на радио Глас на надежта со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.